Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите најновото издание на Само вистина. Јас сум Ивана Стајановска. Вечерва во студиото на Канал 5 за сите актуелни теми ќе дебатираат моите двајца гости, господинот Умејер Мухамеди. Добро вечер. Добро вечер. И господинот Митко Ѓоргиев. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Ви благодарам и на вас и на двајцата што ја прифативте поканата. Ке започнеме како што е редот со она што е најактуелно деновиве во јавноста. Меѓутоа, ајде едно прашање до господинот Ѓоргиев пред да отпочнеме со темите кои што ги имам планирано за оваа емисија. Господине Ѓоргиев, вие рековте декември, негде кон крајот на декември лани, ако не се лажам, во ова студио, дека нема веќе да гостувате и да настапувате јавно во јавноста во Македонија. Потоа, чинам се појавивте во неколку подкасти, ако не се лажам. Да. Еве сега сте повторно и кај нас. Зошто го сменивте ставот? Моето прашање, имаше ли конкретна причина за тоа? Вака, не го сменив ставот, јас реков дека не сакам да зборувам историја. Бидејќи после секој мој настап, сега сакам да ја кажам вистината. Се тоа што го зборувам по историја, тоа е на база на документи. Не ја што сум рекол, него што пишува документите. И сакајќи едноставно некои работи да ги кажем јавно, тоа се многу лошо се рефлектираше на мене, на мојот фамилија, закани, па по Фейсбук разни навреди, и мислам дека подобро дека во Македонија повеќето граѓани не се спремни да ја слушнат вистината, и затоа реков... Прекинале тие закани сега, бидејќи ве повторно? Не, види, заканите се секогаш се биле. И ќе бидно, како да ви кажам, тоа се нискоморални луѓе, без образование, луѓе кои преку партиите, преку штабовите сакат на ова национална карта да играат. Еве, јас колку сум голем македонец или колку сум голем албанец, и така сака да дојдат до ситни бенефиции, вработување, било што, па дури за една чаша ракија тие се спремни се да направат. Значи, нема конкретна причина зашто би се појавувале или не би се појавувале во јавност. Добро, Мухамеди, веќе започнам со вас со првото прашање, она што е најактуелно, односно изборниот законник, заглавен е во собранието со 13.000 амандмани, односно филибастеринг од опозицијските СДСМ и Левица. Еве, премиерот денеска најави дека ќе се прави уште еден обид за да се постигне консензус во наредните 2 недели и излезе со нова понуда до опозицијата, вели дека освен електронско гласање, остава опција да се најде и друго решение за поголема вклученост на дијаспората во изборите, со писма, преку пошта да гласаат. Колка ви се според вас шансите, можноста да се постигне заедничко решение, да се изгласа овој реформски закон и да се овозможи на дијаспората да гласа? Па видете, бидејќи прашањето околу дијаспората беше најспорно тука, јас ќе дадам еден политички став, мислам, не дека тоа е утврден факт, но ќе кажам дека со сета почит кон дијаспората, со сета почит кон нивниот предонес што го дават за нашата економија, сепак сметам дека на страна тука техничките и безбедносните аспекти, сметам дека дијаспората на дијаспората не треба да им биде овозможено да гласат по електронски пат, бидејќи не може, например, некој што е само еден месец во Македонија да одлучува за некој што е 12 месеци во државата, односно, например, тие што живеат тука, тие... Добро, но дијаспората и досега има право да гласа на председателски избори. Точно, но тој што, например... Што ќе смени електронското гласање? Тој што, например, е толку сериозен, мислам, неговата желба да придонесува за државата, мислам, да го даде неговиот глас, е сериозна, тој ќе дојде и ќе гласа, например, ќе земе одмор од таа држава каде што работи, ќе дојде тука ќе гласа. Добро, но доколку не може, сметате дека не треба да му се даде друга можност да го оствари таквото легитимно право на глас? Значи, како што кажав, со сета почит кон нив, ефектите од изборите ги почувствуваат граѓаните кои што секојдневно живеат тука. Сега, дали станува збор за економија, за здравство и така натаму, даноци, закони, нели? Сега, да, како што кажав и на почеток, ова е мој политички став, не е дека е утврден факт, бидејќи аргументите од бидејќи нивните аргументи може да бидат дека те сепак се државјани на Република Македонија. Дека не знам, некој од нив може да има инвестиции тука, да каже дека законите
кои што имаат македонски пасош. Да, може некој на пример да каже инвестиции има тука и да каже дека некој закон, некој даноци нели го засегат и него. Така да сепак сметам дека на ваков начин е одлично регулиран во однос на диаспората, односно да бидат непосредно тука или пак во дипломатските представништва да гласат. Да не биде електронски. Да. Добро, ајде господине Ѓорѓиев и вашиот став околу тоа, треба ли диаспората да гласа? Да. И има ли нешто спорно доколку тоа го прават по електронски пат? Значи вака со цел пошај на младиот адвокат кој го почитам многу, тој го гледам често на телевизија и прави точни, прави констатации. Но овој пат мислам дека не е во право, по моје мислење, не знам, бидејќи например, еве ќе ви речем во Република Болгарија, таму проблемот беше тие демократските партии, прозападни партии, европски партии, сака да има само електронско гласање. Бидејќи со електронско гласање има најмала веројатност електронско гласање и внатре во државата? Не, и во диаспората. Секаде само да биде електрон. Бидејќи таму има најмал возможност да се прават манипулации. И јас мислам Зошто сметате дека е тоа така? Најмала можност за злоупотреби или манипулации, бидејќи сепак позади компјутерот или позади телефонот може повеќе да... Не, веќе технологиите толку напред. Исклучени се такви можности за злоупотреби? Види сега, се е можно, но најмала можност е, јас не викам дека не може, но сепак спрема експертите што ги слушам, најмала возможност да се прави манипулација е кога ќе има електронско гласање. Ви кажувам, во Бугарија проблемите имаше големи протести таму и од студентите, од демократските институции дека треба да се воведе исклучиво електронско гласање. Ама имајќи го предвид менталитетот тука кај нас, мислам дека тоа ќе создаде голема недоверба за изборниот процес кај граѓаните. Недоверба секогаш ќе има. Значи јас секогаш те си премлад од 90-та година, секогаш тие што губат, секогаш има незадоволство, тоа ќе биде така. И мислам дека ова што го прави денешната влада проведено од Мицкоски е уредо, дека треба да гласат, бидејќи, еве само ќе ви кажем еден податок. Околу 300.000 пензии плати доаѓаат од Запад. И се замисли се, еве, и уште еден податок. Околу 1 милиарда евра албанците трошат за свадби на ниво на годишно. И сега замисли ние тие луѓе, безрак што се таму, со тие пари, плаќат комунали, плаќат се, влегува жива пара. Во Струмица ти не можеш да дојдеш до стан. Значи влегуваат пари, инвестиции и ние тие луѓе да ги бришеме од гласање, мислам дека не е уредно. Посебно за председателски избори. Бидејќи председателот на државата е председател на сите граѓани во светот. Без разлика дали еден македонец е во Германија, дали е во Америка, Канада, председателот на државата е председател подеднакво на сите. Сега тоа е моје мислење, но еве има, мислам, експерти и наместо да имат тај спор, нека седнат експерти по тоа и нека решат дали е тоа во редо или не е во редо. Иначе секој има субјективно мислење. Види, точно е дека е помодерно од технички аспект или пак може да биде безбедно, но сепак јас сметам дека тој што на пример толку е заинтересиран за состојбите во Македонија, тој може да одвои неколку дена за да дојде тука да гласа и да си замени. Мислам, не знам. Не е така. Мислам дека во Запад најпроблем е времето. Во Запад, еве, јас сум сега почесто во Запад, во Холандија. Па сега времето, некој што го поминува времето тука 12 месеци, да го изедначи со некој што е тука само 2-3 недели, пример. Сега не може да одлучува за судбината на овие тука некој што доаѓа тука само на 2 недели. Сега законите, даноците ги ефектите од тие законски измени, даночни измени, така натаму ги почествуваат тие што живеат тука 12 месеци, а не тие што живеат тука една недела, 2 недели или доаѓаат да престојуваат само за време на одмори. Мислам, тоа ми е поентата. Сепак сметам дека им е оставено простор да гласат
може да гласат и може да го прават на начин како што и сега тоа може да го направат. Добро, меѓутоа се трошат поголеми финансии односно тоа дека сепак треба да патуваат од нивното место за живење во дипломатското представништво, консуларно представништво каде што треба да гласат. Тоа треба да биде причина за политичките партии да не можат да ги изгласат изметните на изборниот законник. Тука има многу побитни работи, например може за една изборна единица, може за отворени листи, например, што е многу битно, или за да се исто за финансирање на независните. Тоа е плюс. Добро, меѓутоа најголемото несогласување е токму ова електронското гласање. Важечките закони. Тоа е плюс, се согласувам тоа. Согласно важечкиот изборен законник, например, на независните листи, иако може да добиваат многу повеќе гласови од некоја политичка партија, само бидејќи не се регистрирани како субјекти, они не добиваат ништо како финансиска поддршка од државата. И тоа останува така и во овие измените од изборниот законник? Мислам да сега ова законот се сопна на електронско гласање. Така, затоа велам најголемото незадоволство е токму околу ова прашање. Не може тоа прашање околу диаспората да биде најспорен момент у сето ова, која има многу побитни измени кои што може да добро, меѓутоа за другите веројатно е постигната согласност, колку што и да се направат. Да сигурно дека не се спори другото, да имат најдено решение. Но ево ќе ви кажам. Значи најбитно е тука отворени листи да има една изборна единица отворени листи. Добро, меѓутоа тоа многу битно. И затоа треба, затоа разбирам да нема политички, да нема консензус меѓу политичките партии, ама околу. Добро, меѓутоа невладините организации, ако не се лажам, имаа средба и со министерот Филков, и со претседателката, и во работната група беа слушнати нивните предлози кога се носеше нели овој изборен законник. Веројатно биле земени во предвид нивните мислења и дале согласност околу тоа што точно се менува во изборниот законник. Меѓутоа, ајде уште малку околу диаспората. Еве од СДСМ велат дека може да доведе во изборни злоупотреби гласањето по електронски пат. Како и на кој начин може да се случат такви злоупотреби според вас? Доколку нема фингерпринт проверка, еве тие велат дека се сомневаат и во личното гласање на иселениците, дека може некој друг да гласа во нивно име. Колкава е можноста за такви злоупотреби? Не сум јас некој сајбер експерт за да можам да давам некој мислење околу ова прашање, мислам. Меѓутоа, според вас можни се злоупотреби од било каков вид? Недоверба кај политичкиот процес ки има. Тоа поради нашиот менталитет, бидејќи ние се уште веруваме по. Добро, но можно ли е да има недоверба во изборниот процес и без електронското гласање на диаспора? Апсолутно, па има сега има. Сега јас сум лично бил присутен каде се полнат кутии. Не, недоверба нон-стоп ќе има, но овој пат мислам дека најбезбедно е преку електронски пат. За време на референдумот кога беше се ставеа по 10 според така луѓе кои разбираат од ова технологија, баш праша, викам како, вика, моментално технологијата толку далеку, што многу тешко да се направи проневера, а друго е, ги зимаат со коли, ги носаат, ги разнесуваат, пари се плаќаат. Еве, јас сум сведок, јас бег во Швајцарија, кога 3-4 автобуси само од едно мало место тргна за Струмица да гласат. Значи, сегаш некој ќе биде незадоволен, но ова решение мислам е добро, според мене. Добро, ќе успеат ли власта и опозицијата да најдат заеднички јазик или власта да се подвлече од тоа да биде по електронски пат, односно да биде како и досега да се гласаат во дипломатско-консуларните представништва, или опозицијата ќе отстапи од тоа и ќе дозволи диаспората да гласа по електронски пат? Можно ли е да се договорат, бидејќи тоа е оној последен реформски закон од кој што зависат нели оние средства кои што дополнително треба да ни ги додели оние? Моментално мислам дека опозицијата не може воопште да се свести што има добиено на изборите. Не може да се свести дека треба да направат големи внатрешни промени и сега на овие ситни работи тие ќе сакат да спорат било што. Добро, меѓутоа што добиваат од тоа? Ништо не добиваат. Јас се чудам, тие ништо не добиваат. Тие спореи кога беше овој безбеден град. Се закочува реформската агенда, дополнително се закочува веројатно и излегува за безбеден град, што мислам беше нешто толку хумано, толку човечки, еве колку помалку се жертви има и тие се буни на безбеден град што беше воведено. Сега на ова изборна програма новата, не знам, наместо да се занимават со самите себе, да направат, бидејќи не на држава е потребна опозиција, моментално во Македонија нема опозиција за жал и тие така, на било што да даде власта, тие ќе попуштат ли во однос на диаспора? Не, на ништо нема да попуштат, бидејќи едноставно ви викам, тие немат програма, тие моментално не може да се свестат
на кој ниво се дојдени. Тие се дојдени на ниво гледаш во Скопје избор за градоначелник, тие бе 5 во Скопје, а Скопје тие мерило за партиите. Добро, Мухамеди, според вас ќе успели да се најде заеднички јазик и ќе се договорат ли, бидејќи еве, како што кажав, станува збор за реформски закон кој што е важен за поради фактот дека тогаш власта ќе отстапи според вас? Например, најмногу придобивка според мене од диаспората од овие измени ќе има во МРДПМН, кај албанскиот блок, а кај македонскиот блок, а кај албанскиот блок, тука не можам да дадам некоја преку гласањето на диаспората? Да, затоа што главно тие што се подесничарски определени, кои што се заминати од Македонија, кои што живеат во странство, тие најмногу така се заинтересирани за ситуацијата во Македонија, и тие главно нели се насочени кон ВМРДПМН и затоа сметам дека повеќе на нив им одговара овој начин, односно леснување на начинот на гласање на диаспората, затоа сметам дека СДСМ секако на нив не им одговара. Значи, они нема да отстапат, бидејќи нели од идеолошки причини, ако нели анализираме, левичарите кога заминуваат или не се враќаат воопшто, кажуваат дека не ги заинтересира веќе за тоа што се случува во Македонија, така да најмногу придобивка би имало во МРДПМН. Добро, но како ќе се одрази сето тоа на реформската агенда, на евроинтегративниот пат на земјава, бидејќи тоа е еден последен реформски закон од оние 10 за кои што беше добиан нели грејс период од 1 година да биде исполнет. И еве и денеска евроамбасадорот Рокас рече дека очекува дека 9 или 9,5 од овие реформски закони со грејс период ќе бидат исполнети. Тука секако мислејќи на изборниот законник кој што се уште е неизвестно дали ќе биде донесен. Тој сепак очекува да се најде заеднички јазик и уште еднаш укажа дека законот бил разгледан во рамки на Европската унија и дека бил позитивно оценет од европските институции. Значи ли тоа нешто и ќе влијае ли некако на изнаоѓањето консензус? Тогаш сметам дека, не знам, треба да се најде консензус, бидејќи, кажав, не е некој кој знае какво прашање, многу битно, што нели ги засега и едните и другите, можеби придобивки некои партии ситни би имале, но, например, не е некоја длабока реформа која што може некоја партија да ја доведе во многу минус гласови, додека на некоја да ја подигне на многу гласови, затоа сметам дека треба да се најде консензус и да се има по-конструктивен пристап. Добро. Околу реформската агенда, вчера беше објавено дека Македонија заедно со Албанија и Црна Гора меѓу оние фронтранери, односно земји кои што успеале да ги испорачаат реформите кои што ги бара Унијата, тоа го потврди од Европската комисија. Што ќе значи тоа за евроинтегративниот пат на земјава? Можно ли е Македонија да биде оценувана само според постигнатото и испорачаното, односно преку планот за раст и реформската агенда, или и натаму кочница ќе бидат уставните измени? Што очекувате? Можно ли е некакво поместување? Види, многу јасен беше и овој, како си викаше, Антонио Кошта, како беше тука, кажа дека без уставни измени нема одење понатаму. Така да се додека како што стојат работите, а сега за волја на вистината нема ни напредок и во другите сфери, за да дадеме некоја констатација дека сепак заслужуваме ние да бидеме дел од Европската унија, така да се додека нема уставни измени, како што стојат работите, со немање нели не економски раст, ни со борбата против корупцијата и криминалот, не дека нешто напредуваме, така да мислам дека сега за сега тоа ќе продолжува да биде блокада. Така, Ѓорѓев, без разлика на тоа што сме меѓу фронтранерите, како што реков, заедно со Албанија и со Црна Гора, сепак Македонија без уставни измени ќе заостане за овие земји. Фер ли е тоа според вас? Види сега, јас не знам дали е фер или не е фер, но ние, еве, јас малку ми беше чудно, последниот извештај на Европскиот парламент, баш ги гледав скоро сите медиуми, никаде не се спомна последниот извештај. Никаде. А да ви кажам што во кои медиуми зборите, во македонските медиуми? Во Македонија во сите медиуми беше објавено за последниот извештај. Да, но кој што се уште не е конечен. Не е конечен, сега ќе се гласа во јули, ќе се изгласа, но беше во парламентот беше вака. Тоа нигде јас не го слушав, вика така, во годишниот извештај на Европскиот парламент дава јасно упатство кон Северна Македонија, кој гласи прво:
не треба да се фалсификуваат општата историја со Бугарија, туку да се разгледува на база на факти, докази, а не со промена на историските документи. Друго, треба целиот... Но кога велите фалсификување, тоа веројатно не се однесува на Македонија, се однесува и на двете земји. Не, тоа кон Република Македонија беше. Не беше кон. Значи, тоа е за Македонија. Може би така го толкуваат бугарските пратениците. Не. Еве сега можете да го пуштате, имате на англиски, ќе го преведеме овде. Значи, инаку беше објавен во не, тоа не беше објавено. Друго, треба сите тие точки што се... Дека уставните измени остануваат. Уставните измени, не само уставните измени. Значи, ние мора... Не, од клучните забелешки борбата против криминалот. Да, и други забелешки. Еве, кој се... Секој извештај има забелешка околу... Значи, вака, значи сите тие, значи ние овде малце се манипулира. Уставните измени, еве ќе минат уставните, но не се само уставните измени. Значи мора да се отворат досиета на УДБА и КОС од 45 Значи има и други барања? Нема други барања. Тие се барањата подпишани од Република Македонија за времето на владењето на СДСМ и Заев. Значи тоа сичко се мора да биде исполнето. Тоа не е само уставните измени. Што друго предвидува тоа според вас? Па еве да ги прочитаме. Значи прво најважно, јас мислам дека најважно е отварањето на документите од УДБА и КОС. Тоа е најважното за мене. Сите тие промени кои беа добро соцедство, омраза, да нема омраза меѓу ние имаме, еве сега да не бидам грешка сваде, но ние секојдневно имаме медијска омраза спрема Бугарија. Каде ја гледате таа медијска? На сите медиуми. Може би имаме од другата страна. На сите јас кажам дека од другата страна има поголеми провокации од јас ќе ти кажам, значи да разликуваме државни медиуми и медиуми тамо подкаси, моткаси кои се така. Иначе на државен медиум во Бугарија никаде нема да слушнете омрза спрема никаде. Или ретко. Да кажем, ако ние ги гледаме на Каркачанов телевизијата, не знам как се вика нормално, но говорам во сериозни медиуми. Никаде нема да најдат омрза спрема... Ни тука нема таква омрза. Мислам, не знам каде ја гледате. Веројатно, ако алудирате на Македонската национална телевизија, не верувам дека... Еве, јас ти кажам... Ајде бидејќи споменавте сега националните телевизии, еве, бугарската национална телевизија се уште нема објавено демант кој што е упатен од нашата телевизија од страна на Канал 5 по повод гостувањето на Драги Каров во емисија овде во само вистина на Канал 5, кој што најде на остри реакции во бугарската јавност и во тамошните медиуми. Како вие го коментирате тоа што, еве, 3 недели поминаа, може би повеќе, ако не се лажам, од таа емисија, демантот упорно не се објавува? Бугарска национална телевизија и Нова ТВ Бугарија. Но, како демантот, се извинам, кој демант? Демант упатен од наша страна. Вака, значи, мислам дека не е во ред. Јас не се согласувам со тоа кој е така, а верувам дека е така. И постојано бараме да се согласувам, но за мене тоа е неприфатливо. Неприфатливо во национална телевизија дојде со најгрдни зборови, навреди. Тоа за мене неприфатливо. Еве, јас може би на улица да бидам, на улица во кафана можам да бидам со други зборови, но јас кога доаѓам во вашата телевизија, верувам, внимавам да не дадам еден лош збор да кажам, внимавам на се, бидејќи сепак е национална телевизија. Така, каде е професионалноста во самата теза од старт ти е нелогична и несоодветна, затоа што викате кај нас имаме омраза за бугарите, од нивна страна нема омраза према македонците. Мислам, првично мора да тргнеш од позицијата во која се наоѓаат двете народи, нели? Сега, не ги блокираме ние нив, они не блокираат нас. И сега, логично е дека тонот да биде... Господине млад адвокат, прво, Бугарија не блокира Европската унија. Па вето кој не. Значи, немаме ние работа со Бугарија. Ние имаме работа с тоа се извештај на Европската унија, не на Бугарија. Бугарија, еве, овде кога беа изборите во Бугарија... Председателот на Европскиот парламент вика дека уставните измени се... Не, тие се европски вредности, не се бугарски вредности. Значи, никаде тоа... Еве, ова лага се извештај. Не викат, например, не рече дека проблемот со Шпанија... Значи, вака, тие услови што треба да ги исполни Македонија се
услови кои се дел од европските вредности. Значи Бугарија нема услови кои се наметнати од бугарската страна. Не е точно. Значи тие се европски. Ајде да прочитаме што пишува. Сакаш? Сега вие велите Македонија нема работа со Бугарија, си има работа со Европската унија и со Брисел, меѓутоа тоа зборувате откако бил подпишан оној втор протокол и договорот за добрососедство. Меѓутоа сепак уставните измени и се она што следува со нив како што велите вие дека не се само уставните измени, доаѓа по барање на Бугарија и тука се појавува онаа блокада или вето на Европскиот пат. Види сега малце, доаѓа по Бугарија, но сите тие се европски вредности, не се бугарски вредности. Што гледате вие лошо? Добро, меѓутоа европски вредности се европски вредности. Само да ви кажам, што гледате тука не европско да се отворат досиете на УДБА и КОС? Што е тука не европско? Добро, што што е европско? Европско е мојот татко бил професор. Мојот татко лежал 4,5 години затвор. И јас, како мој татко, син ми, како дедо, сакаме да знаеме дали мојот татко лежал како криминалец затвор или од идеолошки причини. Каде во светот првите сите источни земји што влегува во Европска унија, прв услов беше да ги отворат досието од УДБА и Па сега не е тоа прв услов. Сега прв услов е да се внесат бугарите во УДБА. Ама не е прв услов, ние го наметнуваме како прв услов. Тие сите услови имат исти се. Значи нема прв, втор услов. Ти, освен влегувањето на бугарите уставот, треба да исполниш условите отварање на досиете на КОС и УДБА, треба добро да се избришат овие во учебници бугарски фашисти, убици и така натаму. Значи, јас се согласувам со премиерот. А дали е европски да се бришат тие? Како? Дали е европски да се брише некој кој што нели вршил војни злоустройство? Дали е европска вредност? Да, веројатно измени ќе треба да претрапат и бугарски пази сега, извештајот, затоа реков, извештајот на Европскиот парламент овде се пренесали делимично. Еве, уште еднаш ќе ти кажам, вика вака, упатства кон Северна Македонија гласи не треба да се фалсификува општата историја со Бугарија, туку да се разгледува на база на факти и докази, а не со промена на историските документи. Значи тоа го пишува Ама кој ги менува тие историски документи? Сега алудирате дека Македонија ги менува тие историски документи, бидејќи извештајот се однесува на Македонија и нормално е да биде посочена Македонија. Еве, на мене ми мака што не го донесо договор. Во договорот викав така. Значи, на база на паритетни услови, на база на документи, да се види кој фалсификува и кој не. Еве, донесе документ дека Гоце Делчев, нели, најди документ, Гоце Делчев е македонец, е македонец. Донесе документ дека ВМРО е македонска организација, да е македонска. Значи, на база на релевантни документи. Дали е европски Гоце Делчев да биде главниот проблем за По Бугарија не е проблем Гоце Делчев. Тука пишува не е проблем. Значи не може да имате вие добро соседски односи кога добриот сосед е само едната страна. Мислам, пристапот не е коректен. Вака, ако Гоце Делчев, кој си ти и јас да кажеме што е Гоце Делчев по националност? Па тој има напишано, има биографија, што е. Сите архивски документи на Гоце Делчев во Македонија, нека ги изведат документи и нека се европски и дали нели е нормално и дали е почитување на европското право со години да не се спроведуваат пресудите од човековиот суд за човекови права, се извинувам, во Страсбур. Еве Бугарија упорно одбива да ги спроведе ваквите, иако Европскиот суд многу убаво кажува дека овие случаи се водени пред Европскиот суд за човекови права, кој во повеќе наврати утврдил прекрашување на членот од Европската конвенција, односно правото на слободно здружување. Неколку пати е укажано тоа, меѓутоа, еве, некои датираат уште од 2000-та година. Јас сум човек на... Ниту една не е спроведена. Зошто и треба ли да се спроведат според вас? Се што е судски спроведено, јас мислам дека треба да се спроведе. Зошто не се спроведуваат? Зошто не се спроведува, треба да ги прашате тамо. Јас, пази сега, јас сум граѓанин на Република Македонија. Моја татковина е Република Македонија. За мене, Македонија е татковина. Не е имовина како за многу луѓе. И јас секогаш ги бранам интересите на Македонија.
Но ние мора некои работи да ги разбереме. Мора историцата вистина да разбереме. Добро, го осудувате тоа што не се спроведуваат ваквите... Да, треба се што е судски, поготово такви институции европски, мора да се спроведуваат. Треба ли да се изврши притисок врз Бугарија да го сторите? Сигурно треба. Сигурно треба. Или, еве, на добрососедска основа, да го направат тоа, бидејќи сега велиме цело време добро соседство, да не испадне на вистина дека добрососедството е само од една страна. Еве, една работа што треба да ја направат, да се прифатат оние одлуки кои што ги има донесено вакви од Европски суд, меѓутоа никако да се случи тоа. И друг пат сум рекол до ова студио дека судските пресуди треба да се спроведат. Сега, дали Бугарија мисли дека се неправедни, тоа нека обжалуваат, не знам таму дали има инстанции, но треба да се спроведуваат. И така, неспроведување на институционални решенија е за мене безредие. Мислам дека треба да се согласувам, иако не сум ги правник и адвокат, не знам на која основа се донесени. Вие сте правник, ајде повелете околу... Треба да се спроведат и не знам што друго да кажам. Зошто Бугарија упорно одбива да ги спроведе и да ги имплементира ваквите одлуки на судот во Страсбур и што зборува тоа за официјална Софија? Па не знам, мислам по соодветен одговор он може да каже, бидејќи он беше упорен во тоа дека они се многу коректни во односот према нас. Така да мислам јас сега добрососедство ли е тоа? Според вас еве од 2000 може да имате вие добро соседство, да не биде спроведена ниту една. Многу добро кажав, мислам не може да имате добро соседство кога едната страна само е добриот. Да се дослушаме само ве се извинувам, да. Повели. Вака, значи се согласувам, премиерот еднаш рече да зборуваме уви работи. Да, мислам дека треба да зборуваме. Еве сега ќе кажам неколку уви работи. Ајде. Бугарија прва ја призна Република Македонија под условното име. Бугарија прва призна македонска нација, македонски јазик. За време на војната... Ама сега ги признава. Сега зборуваме ги призна, меѓутоа дали тоа го покажува и на дел. Ако дел. сакате да ме слушате, па после поспрашате да им поставите. Значи Бугарија за време Добро, тоа е факт дека треба. Да, и факт е дека за време на фингираната војна од Србија, Бугарија прва донира оружје, тенкови и муниција. За време на војната. И за Кочани кога се случи нели донира. Без разлика, мислам ние не ги мразиме бугарите, мислам. Не ти реков ти да ги мразиш. Тезата тие. Можеш да ми слушаш убави, нели рековме ќе зборуваме убаво. За убави работи, еве ќе ги пофалиме за. Ти не ми дозволуваш да ги кажам убавите работи. Убавите работи да продолжам. Да ги продолжам, ќе дојдам и Кочани кога се. Давам еден континуитет на убавите работи. Пошто се пробаш да воспоставаш теза дека ние ги мразиме бугарите. Не, ние збориме околу. Значи може да ми слушаш. Е вака, значи Бугарија даде оружје, Бугарија тогаш даде 20 милиона долара помош у храна. Кога беше ембаргото со нафта, Бугарија ги отвори границите, нафтата доаѓаше од Бугарија. Кога беше Бугарија придонесе Русија, светска велесила, се качи председателот на Бугарија во авион се качи, бидејќи Бугарија беше. Што треба да правиме ние за тоа? Ќе ти кажам ако си стрплив, ама многу не си стрплив. Ти сакаш да си поголем католик од папата. Така ми стои, извини. А зошто? Од каде тоа? Па после ти кажам, од каде да се сега кажи ми, мислам, кога веќе Ама ти не кажи ми, пошто претпоставам што сакаш да кажеш. И слушај ме до крај. Претпоставам што сакаш да кажеш, објасни ми. Од кај знаеш што сакам? Сега ти си адвокат, кажи ми што. Адвокатски трикови сега не на мене, молим те. Не. Кажи ми што сакаш да кажеш, што тезата. Ќе ти докажам прво. Може да ти кажам. Правиш поголем католик од папата. Можам да ти кажам, бранеш нешто не може да се брани. Еве ќе ти да се докажам после. Кога беше пожарот во Кочани, Бугарија придонес најлошите пациенти беа таму. Собираа пари, даваа крв. И сега ние за ова ништо, а кога беше кризата... Тоа беше поздравено од сите институции македонски, мислам во таква трагедија. Верувам дека секоја држава ќе постапи така. Кога беше криза, првото нешто што кажа председателката Силјановска тогаш се сретна со премиерот Радев, тогашен председател, беше благодарноста за помошта за Кочани, така да не сакам да не алудираме на тоа дека не